Информативен мрак се посериозно им се заканува на локалната самоуправа и на Советот на општина Кучани, откако денеска редовната 47-ма седница помина без присуство на медиумите, што значи и без соодветно информирање на граѓаните за работата на советниците. Ситуацијата додатно ја комплицира тоа што службата за односи со јавноста во општината не функционира, веројатно поради здравствени протоколи и мерки поврзани со COVID-19 пандемијата, па практично никој не им доставува на медиумите официјална информација околу текот на седницата и произнесувањето на советниците по точките на дневен ред. Од друга страна, поради нерегулираните односи помеѓу општината и медиумите, поради членот 102 од Законот за АВМУ, повеќето од вторите одамна не го следат текот на седниците на Советот и не им нудат професионални и автентични извештаи на граѓаните. Дополнителен проблем е што една од двете локални телевизии од вчера не функционира во дневно-информативната програма, неофицијално исто така поради мерки од COVID-19, што е уште еден тежок удар врз информирањето во општината, како и во соседните општини Зрновци, Виница, Чешиново, Облешево. Дека информирањето во целина не функционира потврдува реакцијата на советниците кои на денешната седница побараа на секоја наредна да се става на дневен ред информација за состојбите околу COVID-19, мерките што се преземаат и насоките како да се действува понатаму. А ако советниците се сметаат за неинформирани, тогаш може да се претпостави како се информирани обичните граѓани, дотолку повеќе што од здравствените и другите институции во општината само од време на време се пласираат оскудни и нецелосни информации до јавноста. Во секој случај, неприфатливо е и дури опасно во услови на се посериозна COVID-19 криза, никој од локалните фактори да не се ни обидува да преземе мерки за подобрување на состојбите со информирањето како важен сегмент во справувањето со пандемијата од повеќе аспекти. Впрочем, надлежните се тие што ја носат одговорноста за евентуални последици од нефункционирањето на една од клучните дејности.